Лидерот на СДСМ Зоран Заев ја чека изјавата на еврокомесарот Јоханес Хан, во која според очекувањата на опозиционерите Хан треба да се дообјасни за изјавата од Вашингтон од петокот околу изборните циклуси во земјава, за конечна одлука дали в среда ќе се појави во Брисел. Од Европската комисија пак вела се што имал да каже Хан, тој веќе кажал во соопштението кое го пратиле по петочниот телефонски разговор со Заев. Од Брисел порака до лидерската четврка во земјава, Хан ги очекува в среда во Брисел. We expect the political leaders from the country to participate at this meeting, and it's of paramount importance that they all participate. When it comes to the issues, we've made it clear, and Commissioner Hahn actually made this clear personally last week, that some of the issues have been discussed and agreed upon, but there is a number of issues that still needs to be discussed, and we expect that this will happen this Wednesday. На прашањето на 24 вести дали може до крајот на денот да се очекува интервју или пак изјава на еврокомесарот, неговата портпаролка не одговори конкретно, само го препрати соопштението од Европската комисија од петокот. Лидерот на СДСМ пак со порака, дефинитивна одлука дали ќе патува во Брисел нема. Заев ги повтори своите црвени линии. Ние очекуваме таа изјава и согласно таа изјава остануваат вратите отворени за идни преговори во Брисел. Е неприфатливо влада да ги организира овие избори кои што ќе биде предводена од Никола Груевски. И точка. Опозиционерите тврдат дека од Европа добиле потврда дека во Брисел ќе се разговара за организирање влада која ќе ги организира изборите, која според нив би била преодна. Од ВМРО ДПМН пак и понатаму тврдо на ставот дека владата и Груевски имаат легитимитет од последните избори, кој може да биде оспорен само на избори. Дипломатски извори пак изминатиот период тврдеа дека во земјава е апсолвирано прашањето дека влада за излез од политичката криза е потребна, но велат на маса се повеќе модалитети, меѓу кои Груевски да остане премиера, во владата да влезат сите 4 партии, како и неколку месеци пред изборите Груевски да се повлече.